Добар ден, почитувани ученици. Да се представам, јас сум Вера Крстевска, оделенски наставник во 5-то оделение во Основното училиште Невена Георгиева Дунја. Денес ќе зборуваме за штетните компјутерски програми, односно вируси по предметот работа со компјутери. Еве, гледате на екранот зашто ќе зборуваме денеска и што ние треба да знаеме во врска со овие штетни компјутерски програми, односно вируси. Сигурна сум дека сите сте слушнале за вируси. Тоа се многу мали живи организми кои без знаење на човекот влегуваат во неговото тело, ја преземаат контролата врз работата на клетките, а со тоа и врз здравјето на одредени органи, се размножуваат и се пренесуваат од орган на орган и од човек на човек. Многу слични, а сепак многу различни со овие вируси се компјутерските вируси. Компјутерските вируси се штетни и несакани програми кои без знаење и желба на корисникот влегуваат во неговиот компјутер. А зошто и како треба да видиме. Еве, еден збор кој што можеби на сите ви е познат, тоа е зборот хакер. Тоа се штетните компјутерски програми напишани од недобронамерни, но паметни програмери. Тие со овие програми сакаат да им направат проблеми и штета на луѓето при нивната нормална и секојдневна работа на компјутер. Видови на штетни компјутерски програми. Според начинот на кој се пренесуваат и прават штета, штетните компјутерски програми може да бидат вируси, црви, тројански коњи, шпиуни, иако имаат различни имиња, најчесто луѓето сите ги нарекуваат вируси. Ќе позборуваме за вирусите, ги гледате вие на оваа сликичка, тоа се нели мали топчиња кои што имаат, како запчиња кои што грицкаат. Програмата вирус се пренесува со прикачување на файл, домаќин и започнува да делува кога корисникот ќе го отвори или користи тој файл. Вирусите се само копираат, се прикачуваат во други фајлови и на тој начин се шират и пренесуваат низ компјутерот. Вирусите најчесто се пренесуваат при размена на податоци од CD, DVD или USB од еден на друг компјутер. Сега да видиме понатаму што следува. Еве ги црвите. Црвите се програми кои, како и вирусите, се само копираат и шират. Може да се стартуваат и делуваат, не им е потребен файл, домаќин во кој ќе влезат. Тие не се прикачуваат за постоечки фајлови, туку сами се стартуваат, а често и самите креираат фајлови во кои се кријат и преку кои се шетаат низ компјутерите и интернет мрежи. Тројански коњи, тројани. Програмата Тројански коњи е замаскирана. Корисникот често мисли дека на интернет симнува некоја бесплатна песна или заштитник на екран или стартува интересна програма, а со тоа всушност го пушта тројанот во својот компјутер каде тој може да го започне своето штетно делување. Шпиуни, а шпиуни се програми кои кога ќе се најдат на нечи компјутер започнуваат со снимање на работата на неговиот корисник. Од веб страниците кои ги посетува до податоците кои ги внесува, например, бројот на платежните картички, информации за луѓето со кои комуницира. Решение. Антивирусна програма. Вие сите сте слушнале за оваа антивирусна програма и антивирусните програми се програми кои ја проверуваат заразеноста на компјутерските фајлови со вируси и го штитат компјутерот од заразување со нови вируси. Антивирусните програми се купуваат на начин како и сите останати компјутерски програми, а некои од нив се бесплатни. Познати антивирусни програми се AVG, Norton антивирус, McAfee, Bitdefender, Panda, Kaspersky и други. Неколку златни правила за заштита. Користете секогаш надградена антивирусна програма инсталирана на компјутерот. Секогаш проверувајте ги мемориските уреди со кои е работено на други компјутери пред да ги користите на својот компјутер. Симнувајте и отварајте фајлови и програми само од сигурни веб страници
и не отварајте фајлови прикачени на електронски пораки кои ви се сомнителни или се од непознат испреќач. И за крај, запомнете, креирањето на компјутерски штетни програми и нивното ширење е незаконско и се казнува. Благодарам. Пријатно.